Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Јас сум Мишко Јонов. Овој петок се фокусираме на фармацевската индустрија. Наш гостин Душан Пецовски, генерален директор на Реплек. Ќе разговараме за тоа што и како се случува во Реплек, со оглед на фактот дека скоро 8 децении, не скоро, туку точно 8 децении како екзистира оваа наша македонска компанија. На самиот старт поздрав до нашите пријатели од Форманова, formanova.com.mk за се оно што сакате да видите, да ги видите целите кои што се исклучително достапни за сите вас кои што планирате да реновирате или да ги посетите нивните продажни салони во комплексот Годел овде во Скопје или ако сакате во Штип, во Прилеп, во Куманово. Поздрави до нашите пријатели од Трент Ангел од Охрид, најголемиот хом центар во Охрид, а имаат своји експозитури или своји хом центри, продавници овде и во Скопје, најголемиот Карши Беко, полициската станица, а секако и овде во Хром. Како што најавив, наш гостин во ова издание на Бизнис муабети, бидејќи ќе говориме за фармацевската индустрија, Душан Пецовски, генерален директор на Реплек, добре дојдовте. Мишко, добро најдов. Благодарам за поканата, поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Се адаптиравте ли конечно во Реплек после сите оние, како беше, превземања и така натаму, веќе се стабилизиравте ли? Па мислам дека да. Помирно делува. Помирно, постабилно, мислам дека одговорот е позитивен, но морам да кажам дека ние не сме нови во Реплек и покрај тоа што да имаше промени. Јас таму работам веќе цели 14 години. Значи, не сте вие, како велите, онака, од надвор донесе најде сега ти преземе го Реплек, туку Душан Пецовски е човек кој што работел во Реплек. Гледавте какви и што е ситуацијата и сега јас не сакам да навлегувам во сите тие детали финансиски, како било, што било едно друго, меѓутоа, како споменавте, значи требаше еден поприлично период за да се објасни и на луѓето да се задржат вработените дека чекориме на прав пат. Така е. Што е мотивот кој што ве натера да тргнете во една таква акција, ако можам да ја наречам? Искрено. Млад човек може комотно било каде да отиде. Овака мислам дека е многу интересно прашањето. Во неколку прилики имам спомнато, јас пред да дојдам во Реплек да работев во странство, работев во Австрија, работев во банкарскиот сектор и низ случајност добив прилика да почнам да работам во Реплек. Значи од банкарство предов во фармација, односно во продажба, бидејќи моите почетоци се во странските пазари и во извозот. Економиста сте по вакација, така? Да. Дипломиран економист, дипломиран компјутерски инженер. Но имав прилика да почнам да работам во фармацијата и задачата на тој тим кој што работеше во странските пазари во Реплек беше да освојува нови пазари. И преку работењето многу добро ја осознавме компанијата, гледавме кои се приликите и кои се можностите, но од друга страна гледавме и какви пропусти има во работењето и дека може подобро, може повеќе. Сметавме дека е потребно да се случи промена на раководството и сметавме дека таа промена ќе овозможи да почнат промени, да почнат процеси во Реплек. И сметам дека тоа и се случи и беше исправен чекор и беше потребен чекор на компанијата. Зошто? Бидејќи во изминатите 3 години навистина Реплек доживеа една ренесанса. Рекордни инвестиции, раст на продажбата, отвораме нови пазари, отвораме нови работни места, инвестираме во вработените и едноставно компанијата се разбуди. Таа е компанија со долга традиција, убаво најавивте, годинава ние славиме јубилејни 80 години, си има своји вредности, си има своји успеси во минатото, но сметавме дека Реплек заслужува повеќе и Реплек може повеќе. И токму тоа не мотивираше да превземеме таков чекор.
80 години е бреме да се носите со него, знаете, како бројка овака, како години е баш историја. Како бројка е импозантно, е историја и би рекол дека е повеќе чест и голема одговорност. Значи, вие превземате на себе голем товар и дадена ви е огромна доверба од вработените, од акционерите, од соработниците, од партнерите и таа треба да ја оправдате. А кога влегувавте? Кога се решивте на чекор, ова вака, бидејќи вие одите во странство, па се враќате овде во Македонија, во Реплик поминувате 10 години, гледате фабрика која што има историја, но нешто не оди. Од каде поривот? Дај, претпоставам, тоа сте некоја млада група на луѓе, а не навлегувам во сите оние муабети кои што беа не ме интересираат, бидејќи не е ни таков муабетот, но од каде поривот еве да дајте да направиме нешто од ова да не отиде. Буквално кажано. Ќе бидам брутално искрен и ќе ви кажам дека поривот доаѓа само од едно место, а тоа е сакавме успешна македонска приказна. Сакавме Реплек да си го добие своето место во Македонија и надвор од границите на Македонија. Точно таа група од луѓе, тоа се колеги што работеа во компанијата и се уште работат во компанијата и едноставно сакаа да покажат дека Реплек може, дека македонската фармацевтска индустрија може. И мислам дека ова наше сваќање може да биде пренесено и пошироко од фармацевтската индустрија во Македонија. Ние веруваме дека македонските компании можат да се успешни и можат и да се подобри од странските компании. Не се плашиме и сметаме дека не се подобри странските компании од нашите компании. Ова го тврдам одговорно, бидејќи половина од мојот живот сум го поминал надвор од Македонија, таму сум пораснат, таму сум израснат, сум се едуцирал таму, сум градел кариера таму. И не гледам ниту една причина зошто ние треба да се нешто ускратуваме или да не веруваме во себе и во успехот на македонскиот бизнес. И тоа беше поривот и тоа и ден денес не движи и сметам дека успешно чекориме по тој пат. Тежок ли е пробивот на странските пазари? А на македонскиот сте етаблирани колку толку. 80 години. Меѓутоа пробивот на странски пазар, бидејќи конкуренцијата е немилосредна, особено во земјите од Европската унија, особено па и надвор од Европската унија. Сакате Русија, сакате Америка, сакате Кина, не знам дали стигнувате до таму. Ние сме присутни во 25 земји. Извезуваме во разни региони од светот, значи југоисточна Европа, вклучително и Македонија ги сметаме како домашни пазари. Меѓутоа сме присутни во Европската унија, во ЗНД, односно бившиот Советски сојуз, на Блискиот исток сме присутни, во Африка, Југоисточна Азија и се поатрактивни стануваат пазарите на Латинска Америка. Многу е тежок пробивот на странските пазари, поготово е тежок кога вие немате изграден бренд. Тежок е кога доаѓате од земја која што не е членка на Европската унија. И тежок е кога доаѓате од компанија која што изградила фабрика во 2001 година. Значи, Реплек постои 80 години, меѓутоа Реплек во 2001 година ја отвара својата фабрика, односно производствениот погон. Но со многу труд, со многу работа и со многу верба во успех и со желба да се успее, денес може да се пофалиме дека сме присутни скоро на сите континенти во светот. Денес гордо можам да кажам дека по трет пат сме ја поминале EU GMP инспекцијата од Европската унија, која што е потврда и гаранција за квалитетот на нашите производи, квалитетот на процесите и на процедурите. И апсолутно мислам дека сте задоволни. Може да кажеме дека сме задоволни, но не се задоволуваме со тоа што Чекај, ова е само за периодот од кога вие сте дојдени, овие 3 години или нешто имало и претходно останато? Јас сум таму 14 години, меѓутоа апсолутно не е тоа сработено само од мен или во периодот. Сериозниот пробив се прави изминативе 3 години, ако добро сватив.
Сериозниот пробив во продажбата се случува изминативе 3 години. Ние за неполни 3 години успеавме да дуплираме продажбата, турноверот на компанијата во 24-та. Завршивме со 31 милиони евра продажба. Имавме нето добивка од 3,5 милиони евра, односно нето маргина од 11,3%. И чисто за споредба, 22-та година ние имавме пола од тоа. Значи за нецели 3 години успеавме да го дуплираме резултатот на компанијата. Но повторно ќе кажам, не се случува тоа само поради моја заслуга или поради еден човек. Тим е нормално. Тука стои цел тим, цела компанија за тоа и не се случува преку ноќ и само во овие 3 години, значи предходело некое работење предходно, но начинот на кој што се работи и одлуките кои што се носат се значително променети во изминатите 3 години. Така да мислам дека сме на добар пат. Колку вработени има Реплик во моментот? 430. 430 вработени. Колкави се вкупните приходи на компанијата? 24-та година во сегмент фармација имавме приходи 31 милиони евра. Ова што го спомнавте пред малку, 37 милиони евра. Од тоа 8 милиони евра се на домашен пазар, 23 милиони евра се на странскиот пазар, односно 1/4 дома, 3/4 надвор. Значи поисплатлив е странскиот пазар, ако така да. Па вака во ниту еден момент не би го потценил македонскиот пазар од неколку причини. Прво е домицилен наш пазар. Ние сме од тука и покрај се ние имаме и обврска да обезбедиме достапност на лекови за нашите сограѓани. Тоа е еден мотив. Вториот мотив е дека не можете вие да настапите на странски пазари без да си имате докажано дома. Првата референца е како вие стоите на домашниот пазар. Колку сте вие препознатлив бренд. Бренд почнува да се гради на домашниот пазар и колку и да сакаме ние македонскиот пазар да ни е најголем, сепак остатокот од светот дава многу поголем потенцијал. Така да сме фокусирани и на двете. Да. Од 31 милион евра вкупни приходи, овде влегуваат се плати, придонеси, инвестиции, така натаму. Како рековте, околу 3,5 милиони нето добивка? 3,5 милиони нето добивка. Тоа е предоданочување. По-оданочување. Добро, и сега таа добивка, бидејќи нели кога ќе споменете добивка и одма луѓето знаете каква представа има тоа, 3,5 милиони евра добивка, чисти пари. Предпоставувам од ова се дели или не се дели дивиденда или како одите. Оваа година има објаснувате на акционерите, овие 3 милиони јас предлагам да ги инвестираме или реинвестираме. Не знам како функционира тоа во компании како што е Реплик. Во нашата компанија ние бевме многу храбри и уште пред 2 години воведовме предлог и тој беше изгласан и прифатен на дивидендна политика, кој што дава предвидливост во наредните 5 години колку друштвото секоја година ќе исплати дивиденда по акција. И таму точно има насока дека секоја година ќе има зголемување на дивидендата и колку еден акционер би можел да очекува да добие дивиденда по една акција, а од друга страна дава една предвидливост дека друштвото распределува дел за дивиденда, но и добар дел за инвестиции и реинвестиција. И ние сме во еден циклус на вистина на едно динамично и агресивно инвестирање во компанијата, но Реплик и уште нешто прави, а тоа е 10% од нето добивката ја распределува на своите вработени. Тоа као К15 нешто или не? Не, К15 е нешто што е задолжително. Ова е плюс, ова е екстра и е доброволно и на некој начин ги наградуваме покрај тоа што вработените си заработуваат својата плата, ги наградуваме и им даваме директно учество во добивката. Значи, што повеќе имаме добивка, повеќе вработените добиваат. Така се мотивираат и награда. Предпоставам да работат. Така е.
производствениот процес, циклус, како е? И на што е фокусот ставен? Значи, тука сме навистина посветени, тоа е срцето на компанијата. И таму бара поголема инвестиција, претпоставам. Таму одат најголемите инвестиции во производството и во развој и истражување на лекови. Но поготово во овој момент може би 2/3 од инвестициите ни се насочени кон производството, подобрување на производството, одржување на истото и модернизирање и автоматизирање на целото. Ние пред 3 години отворивме целосно нов погон за производство на производи од канабис и екстракт од канабис. Инвестиравме во комплетно нова линија за таблетарни форми, за цврсти дозажни форми. Таа би требало кон крајот на првиот, односно почетокот на вториот квартал годинава да ја пуштиме во употреба, околу 3 милиони евра инвестиција. 3 милиони евра инвестиција имавме во погонот за канабис. За година дена од сега би требало да го пуштиме целосно новиот погон за цврсти и течни, за полуцврсти и течни форми, кој што е прилика 5 милиони евра инвестиција. Ова само за канабисот зборите или Не. генерално за инвестиции? 3 милиони беа за канабис, се ова друго е фармација. Фармација. Главниот фокус на реплика е во фармацијата. Тамо за производство на лекови зборуваме? За производство на лекови добро. од почеток до крај. Така. Значи реплика генеричка А фабрика. истражувањето е посебно? Посебно. Добро. Посебно. Добар дел од инвестициите ни се насочени во истражување и развој на нови производи. Но не сме скромни во инвестициите во дигитализација и автоматизација. Значи инвестираме во SAP, компјутерски систем, LIMS за контролна лабораторија, MES директно во производството и QMS, значи Quality Management System и DMS. Така да Големи чекори. големи храбри чекори. Добро. Кој ви е најпродаваниот лек? Зависи за кој пазар прашуваме. Во Македонија несомнено тоа е Венторот. Во странство варира од регион до регион, меѓутоа меѓу најпродаваните лекови е секако Оралсепт спреот, ибупрофенот, парацетамолот, парафенот, невровитот. За некогаш господин Пецовски, колку е тешко да го држиш брендот на, или си го создал и сега веројатно потешко е да го одржиш брендот. Секогаш е тоа така. Тешко и да го создадеш и да го одржиш. И генерално реплика, како реплика, кога говориме со 80 години традиција, 8 децении е И корпоративниот компанијски бренд е тешко да го создадеш, да го одржиш и да го оправдаш, а секако и брендовите на производите. И бара многу внимателно инвестирање и одлуки кои чекори ќе се превземат во однос на градење на брендот. Брендот не е само името и логото на компанијата, туку што стои за тоа и какви чекори превземате. Во најголем дел брендот се и вработените и нивниот придонес во компанијата и секако нивното задоволство. Ако вие имате задоволни вработени, значи дека сте на добар пат. Сега, дајте ми малку фармацевската индустрија во Македонија. Кои се предизвиците со кои што ние можеме да се соочиме? Поминавме еден ковид период, мислам дека тоа беше и пред и околу така преземањето на реплик. Има ли нови предизвици фармацевската индустрија сега, која што постојано е на удар? Мишко, генерално предизвици секогаш има. Пред ковидот имавме финансиска криза, по ковидот, нели, воена криза, веројатно ќе предстојат уште многу кризи во иднина. Реплик е стабилна компанија и успешно се справува со кризите и со предизвиците и она што можам да кажеме дека ние не чекаме тие да се случат и да не затекнат, па сега ние да се прилагодуваме на некои ситуации, туку едноставно менаџментот има квалитетна, отворена дискусија на неделна, некогаш и на дневна база по потреба и да видиме што може ние да предвидиме, како да се позиционираме, да ги пресретнеме сите тие случаи, нормално колку е тоа можно. Сакаме да планираме добро.
Во однос на македонската фармацевска индустрија, сметам дека најголемиот предизвик е предизвикот со иселувањето и емиграцијата и недостатокот на кадри од една страна, а од друга страна тоа кажува дека и пазарот како потрошувачи се намалува. Значи се помалку во Македонија има луѓе. Тоа значи дека се помалку има конзументи без разлика за која индустрија. Тоа е можеби најголемиот предизвик. Како втор предизвик би го одвил бирократијата и институциите, кои што мислам дека наистина даваат максимум од себе, но постои простор за подобрување тука. Да, тоа е и генерално проблем таа бирократија, тој административен апарат, меѓутоа не знам како и дали може да се реши. Веројатно ако се сака може да се реши, меѓутоа треба некој да плати со губење на избори, обично тоа така иде, нели оној Маргарет Тачер синдром кога ќе решите, меѓутоа тоа се други теми. Генерално, кога говорам за фармацевската индустрија и за тоа како е позиционирана Македонија, например, колку ви е тешко да се борите и со она што било некогаш во таа поранешна Југославија? Тие се присутни овде сега, да не ги споменуваме од Вардар до Триглав или еве не мора нашите. Колку е тешко и со нив да се борите овде и да влезете и на пазарите, што знам, Словенија, Хрватска, Босна, Србија. Сегде имала и во таа Југославија имале такви фармацевски гиганти кои што обстојуваат, тие доаѓаат тука, ние одиме тамо. Колку е тешка таа борба? Тешка е секако, но сметам дека конкуренција, поготово на лојалната, е здрава. Бидејќи без конкуренција нема напредок и влегувате во комфорт зона. Мислам дека е потребно да има конкуренција на пазарот. Ја поздравувам и ми е драго ако конкурентските компании се успешни и иновативни, тоа не движи и нас. Значи, тоа е несомнено така. Оно што би сакал повеќе да го видам е, поготово на домашниот пазар, поголема застапеност на македонските производители во однос на странските. Тоа е нешто што навистина би ме радувало повеќе. А во однос на настапот на пазарите, секако дека се бориме со конкуренти од поранешната држава, меѓутоа ние сме присутни на пазари каде што тие воопшто и ги нема. Ќе ви дадам еден пример каде што Реплек на пазарот во Ирак е меѓу трите најсилни фармацевски компании присутни на пазарот. Во Ирак извезуваат? Во Ирак извезуваме веќе 10 години. И во топ 5 компании, Реплек е на трето место некаде, зборам за генерички компании, ниту една нема од поранешна Југославија. Добро. Тешко е тамо да се проби на такви пазари, бидејќи, знаете, перцепцијата на јавноста е дека тоа до вчера беше во војна, што се вели. Да. Треба да имате свој човек тамо, треба да имате турбулентен представништво, претпоставувам. Турбулентен регион, но она што Реплек може би го издвојува од конкурентските компании таму е кога се случи онаа криза со ИСИС во целиот тој регион, ние останавме посветени на нашиот партнер. Не ги прекинавме односите и тие веројатно знаат да го ценат тоа. и знаат да го ценат и на пазарот останавме присутни. Не се повлековме и тоа денес ни дава една навистина конкурентна и поволна позиција. Ќе продолжам на ова со пазариве и предизвиците на фармацевската индустрија, но само сакам уште малку да вратам да не ми избега моментот со производство. Генерално имате фокус нешто кое што е планирано, претпоставам тука се истражување, нешто кое што го планирате следниве кај вас обично тие големи компании планирате не за утре или за една година, туку за 10 години. Кога планирате зголемување на производствениот капацитет, колку е сега, колку планирате тој да изгледа? Не знам. Сега јас лаички прашувам, ако нели произведуваме Вентур, рековте, толку и толку за оваа година, за не знам, за 10 години планираме
зголемиме производството, да промовираме нов лек? Како ги правите тие планови? Имате ли такви планови, бидејќи најавувате инвестиции во тој производствен дел? Апсолутно. Прашањето е многу на место. Еве, чисто кроз еден обичен пример, ова следна инвестиција која што очекуваме да заврши сега во март-април и да ја пуштиме во погон, само таа инвестиција од 3 милиони евра ќе го зголеми капацитетот на таблетарни цврсти форми за 30%. Инвестицијата која што ја планираме да почне да работи за година дена од сега во полуцврсти и течни форми, за тие форми, околу 5 милиони евра, таа ќе го зголеми капацитетот 10 пати. Добро. Од што е сега. Значи, тоа кажува дека ние инвестираме таму каде што гледаме дека има потреба. Од една страна, од друга страна секако дека инвестираме и во нови производи, нови форми кои што може да очекуваме во наредните 5, 10 и 15 години да ги сврлиме на пазарот. Планираме долгорочно. Сега тоа се и ризик, знаете, некогаш одите на сигурно, ова гледаме дека дава резултат, дајте ќе го зголемиме овде производството, но некогаш, знаете, и толку малку е потребно, едно нешто ќе фати и тоа да отиде на страна, па сите да одиме на оние визир, како се вели, не да може пак да се врати ковидот на маски. Така што и тука претпоставам и тие ризици ги имате во план, морате да ја следите глобалната економска политика. Во моментот, Пецовски, колку ви е производството, како се одвива, колку мерите тоа, колку дневно се произведуваат таблети вкупно? Мериме. Не само таблети или Да, има разни форми, спреови, таблети, Добро. масти, гелови, сирупи, супозитори, вагитори. Секако дека мериме. Сега можеби не би навлегол во точни детали да не ве излажам, меѓутоа со воведувањето на овие компјутерски системи кои што ги најавив, точно ќе знаеме во секундата колку се произведува, колку ќе има аутпут и наистина ќе се убрза целото тоа, ќе се следи, ќе може да се носат многу попаметни, подобри, попрецизни одлуки. А која ви е прва земја каде што најдобро стоите кога е во прашање извозот? Ирак или? Ирак е дефинитивно во топ 5. Каде сте најсилни? Секако дека во Македонија. Не, зборам за надвор. Македонија евидентно е, да. Добри позиции имаме во регионот, во соседна Србија и во Босна сме доста присутни. Меѓу другото, таму и годинава отворивме пресадништа, каде што настапуваме и директно со наши екипи на терен. Тоа е дополнителна инвестиција што ја направивме и сметаме дека ќе ни се врати позитивно во билансите. Имаме доста добри позиции во поранешните републики од Советскиот сојуз. Веќе успешно работиме 5 до 6 години во Виетнам. Казахстан е интересен пазар. Опа. Да. Така да тоа се некои позиции кои што навистина сме горди. Ова минатава година 24-та почнавме да работиме во Туркменистан. Земја која што е прилично тешка за влез, поготово во фармацевската индустрија, но е атрактивен пазар и еве веќе година дена како сме присутни таму и мислам дека доста позитивно одат работите. Како се справувате со глобалните не феномени, туку предизвици, нели? Зголемени трошоци, недостиг на суровини, бидејќи живееме во едно, ајде ако можеме така да кажем, лудо време, војни без неат и тоа не толку далеко од нас. Колку е тешко во една ваква геополитичка сцена да делува фармацевската индустрија, која што по друга страна и тоа како е потребна. Големи предизвици, поготово после ковид кризата, светот се промени и многу побрзо се менува од претходно. Синџирот на снабдување е исто така еден од предизвиците и токму поради тоа ние минатата година одлучивме да формираме нов сектор, supply chain, односно сектор за снабдување, кој што исклучително е важен и е клучен во целиот тој синџир и се бави со планирање на набавките,
на транспортот, на лагерирање на производите и испорака и доставување на производите и планирање на производството. И ако планирате добро, веројатно не секогаш ќе избегнете кризи, но ќе го минимизирате ризикот. Тоа е така, но знаете, некогаш и не можете да го испланирате ризикот, особено при оние сировини кои што вам ви се потребни, бидејќи гледаме што и како се случува околу светот сега. Тоа се решава во или гледате генерално што како? Говорам за во моментот, бидејќи е на вистина светската сцена, особено и по доаѓањето на Трамп, поприлично раздрмана. Во моментот мислам дека сме добро позиционирани. Секако има ли проблем со сировини, на пример, добивање со трошоците нормално се зголемени? Трошоците се зголемени. Не гледам ризик во блиска иднина дека Реплек би можел да остане без суровина. Ја генерално говорам за фармацевската индустрија. Реплек е еден дел од фармацевската индустрија, но во секој случај предизвици ќе има. Тоа е несомнено и во еден таков период треба да се функционира. Во ковидот како го поминавте? Бевте исклучително ставени сите фармацевски индустрии на удар и тоа беше едно ново не само за нас, туку буквално за целиот свет беше ново. За време на ковид кризата имав прилика да ги следам работите од онаа другата страна како вработен во Реплек. И мислам дека Реплек и своето портфолио не беа толку на удар, ниту пак профитираат толку многу од ковид кризата, бидејќи производите со кои што располагаме не беа толку актуелни во тој период, така да ние не претрпевме големи удари, но и не извлековме некаков си бенефит за време на ковид кризата. Беше многу мирно, односно не приметивме дека освен на дневното функционирање, финансиски и од аспект на бизнисот не приметивме некои големи поместувања. Спомнавте во еден дел дека конкуренцијата е здрава, говорам за она регионалната, и сега следствено нова, кога говоревме и за визиите, предпоставам визиите се прават за 5-10 години напред. Вие споменавме на почетокот како за 3 години успеавте да ја условно кажано стабилизирате компанијата или да ја исправите на прав пат. Која е визијата за следниот период, за следните 5-10 години, предпоставам така и планирате? Посветени сме на инвестициите покрај модернизација и автоматизација. Како што кажав, инвестираме во дигитализација. Зошто? Затоа што сето тоа треба да ни го олесни работењето, да го подобри уште повеќе квалитетот, да ги минимизира шансите за ризици и за грешки. Од друга страна, дигитализацијата да ги оптимизира процесите и тука морам да кажам дека не сме да постои никаков страв. Многу луѓе бегаат од таа тема, велат па ќе не заменат компјутери, ќе не заменат машини и роботи. Јас тука одговорно тврдам напротив, ние ќе имаме повеќе време да се бавиме со поважни теми и да носиме поважни одлуки, постратешки одлуки, а она тековното ќе може да ни биде олеснето. Реплек дефинитивно во наредните 5, 10 и 15 години го гледаме со континуиран раст. Тоа ни е особено важно. Го гледаме стабилен и со изграден силен бренд, препознатлив бренд, една македонска компанија која што ќе биде препознаена надвор од границите со сопствени брендови и македонска компанија која што ќе работи и нуди светски стандарди, светски принципи за младите луѓе. Значи, една од нашите клучни цели е Реплек да биде атрактивно работно место за младата популација во Македонија, да не си ги бараат задоволувањето на своите очекувања надвор од границите, туку да може тоа да го имаат во Реплек. Ова во Македонија и тоа кога веќе го споменувате, вештачката интелигенција зема голем замав.
колку таа дигитализација и тие иновации се сериозен предизвик генерално за светот, меѓутоа еве и за фармацевската индустрија. Вие велите не треба да се плашиме, напротив треба да ги користиме бенефитите од таа ера на дигитализација. Мислам дека е прилика и шанса. Значи, мислам дека многу побрзо и полесно ќе носиме попрецизни и поточни одлуки. Секако тие системи не функционираат сами од себе, туку е клучно вие со што ќе ги нахраните, со какви податоци ќе ги нахраните и како ќе ги користите. Значи, тие сами од себе не работат. Мислам дека може само да биде полезно во однос на работењето. Директора, како гледате улогата на фармацевската индустрија овде кај нас во нашиот здравствен систем, таков каков што е? Па мислам дека здравствен систем не би постоел ако нема лекови. Така да дефинитивно гледам како клучна алка во целиот синџир здравствен. Нашата одговорност е да обезбедиме достапни лекови за пациентите. Генерално здравството како здравство, вака од страна сега ви е битен таа здравствена политика во Македонија и сега оно што е најактуелно е трендот со позитивна листа, тоа е оно што најмногу ги интересира граѓаните. Какви се вашите, како вие соработувате со оние кои што ја креираат здравствената политика? Комуникација постои со сите институции, во најмала рака консултативна и размена на информации и мислења. Морам да признам дека Реплекс со своето портфолио не очекува ни некои големи исчекори, ниту пак некои негативни влијанија во однос на продажбите. Она што ние го правиме, ние се споредуваме со самите себе и гледаме стратегијата за продажба да ја градиме врз база на потрошувачите и да гледаме да растеме во однос на самите себе, каде сме биле лани, каде сме биле пред 3 години, каде сакаме да бидеме за 5 или за 10 години. И не кроиме политика како што кажавте вие од денес за утре, туку гледаме да е тоа стабилно, долгорочно и издржано. Она што можам да поздравам е дека би било супер да таа бирократија што спомнавме претходно се релаксира малку. И сега, во вашата ситуација е битен и односот, кога говориме за здравствен систем, здравствена политика, е битен и односот со лекарот, со пациентот на крајот од денот. Колку се внимава на тоа, колку за вас е, не колку туку е, претпоставам тоа е незначајниот дел. Мислам дека тоа е клучниот дел. Што е тука важно? Вие треба да ја заработите довербата на лекарот во вашите производи. А таа ќе ја добиете ако лекарот има задоволен пациент. Нешто најважно за докторот е задоволен и здрав пациент, а тој ќе го користи лекот ако лекот делува и ако лекот е квалитетен. И квалитетот кај нас е на прво место. Апсолутно важна и можеби најклучна алка во целиот тој систем. Знаете да менувате сега со ова можеби маркетиншки трикови, меѓутоа сменување на амбалажа, на етикета, тоа се прави за да го освежите производот или да бидете по достапни до купувачот. Сега бидејќи сте во таа сфера, можеби можете подетално да ми одговорите. Несомнено, амбалажата привлекува купувачи. Знаеме сите сами, секогаш посегнуваме по она што е најатрактивно на изглед. Убава сликичка кој може да. Но во фармацијата и кај лековите пристапот е друг, нели? Вие одите во аптека и таму не ви се на полица наредени лековите, туку
треба некој да ви го препорача и треба да имате доверба во лекот и тој ако не делува и најдобрата амбалажа Да. нема многу да ви помогне. И тука би сакал да кажам дека главната цел зашто постојат компании е тие да освојуваат нови потрошувачи и да ги задржат истите. Вие немате втора шанса за прв печаток кај конзументот. И затоа полагаме огромно внимание тука на квалитетот. Квалитетот е на прво место кај нас. Мислам дека за тоа говорат и домашниот и странските пазари. Не би биле ние присутни толку многу години доколку не нудиме квалитет и долгорочната стратегија се базира на квалитетот на нашите производи. Тоа го потврдува и EU GMP сертификатот кој што говори дека сите процеси во Реплек се одвиваат по европските принципи. Тоа е исклучително значен сертификат кој што го говорите за кога е во прашање ова фармацеутиката? Може би најважен. Аха. Тој пробива секаде или? Тој кажува дека вие произведувате по добрите производствени практики на Европската унија. Тоа ние како конзументи треба да го гледаме, треба да го видиме или тоа нас не интересира, тоа за вас е... Добро е да се знае, тоа е повеќе B2B, односно бизнес to бизнес и меѓу институции и компании, но како конзументи мислам дека е најважно ние да сме задоволни од производите што ги конзумираме. Па добро. Државата како држава помага на фармацевската индустрија? Мислам дека последните обиди што ги гледам и случувања треба да бидат поздравени и ме радува дека има интерес да се помогне не само на фармацевската индустрија, туку генерално на производството и на индустријата и ги поздравувам таквите чекори. Вие не знам како се одвива во основа на што оди таа државна помош во однос на олеснување на оние бирократски моменти, не знам, карикирам сега, исправете ме ако грешам, за извоз, за... Оно што е најважно за компаниите, секако... Што државата може да помогне на фармацевтска компанија? Секако олеснување на бирократијата, релаксирање на институциите и нема компанија на која што не се потребни финанси, поготово во производството и развојот и иновациите, така да оние најавени финансиски инекции сметам дека се доста атрактивни. Оно што можам за Реплек да кажеме дека ние секогаш се трудиме и самите да генерираме доволно капитал за инвестиции и да се самофинансираме. Сега, како се справувате со... Има регулација и кај вас. Како се справувате и со тие регулаторни тела? Оди тешко, оди бавно, оди споро, нели тоа за лек еден, не знам, има еден мал милион чекори кои што треба да ги поминете за да се најде тој на... Македонската регулатива се базира на европската и тоа е добро што е така. И тука мислам дека тоа од една страна е предизвик, но е и прилика да вие се докажете дека навистина нудите квалитет, дека следите регулатива, дека следите стандарди и дека ги исполнувате потребните стандарди. И токму тоа не одвојува од квалитетните од неквалитетните. И мислам дека е тоа добро. Добро. Што како визија споменавме, меѓутоа кога бидејќи инвестирате и во истражувањата, кога може да се очекува на пример некој нов лек, се јас така најлаички кажам. Некој ново откритие, нешто или што можеме да откриеме нешто на што се работи во моментот, на што работат стручњаците. Оно што можам да го кажам е дека нови лекови ќе има во континуитет, почнувајќи од оваа година. Тука треба да разграничиме производи со голем и со помал импакт. Значи оние што претпоставам дека мислите се оние блокбастер лекови, веројатно во некоја подоцна фаза би се појавиле, но секако дека ќе имаме иновативни производи кои што ќе дадат додадена вредност и на потрошувачите.
Го споменавме канабисот во еден дел, на кој што ставивте фокус. Таму сте поприлично позиционирани во тој дел за развој на говорам канабис како да не сватат погрешно како лек. Така. Екстракти од канабис. Тој поприлично беше голем предизвик да влезете во една таква. Тамо, дали тамо гледате иднината, бидејќи и тамо се отворија многу дебати се правеа околу за екстрактите, меѓутоа сето тоа се сведе на легализацијата на канабисот, но она што еве вие го работите. Нашиот пристап со канабисот е фармацевски и се водиме по висока стандардизација и со големо внимание на квалитетот, но од друга страна морам да кажам дека примарниот фокус наш е на фармацијата, а канабисот е како нешто дополнително. Значи, како дополнителна терапија, како повеќе како лајфстайл производ, кој што може да се користи од аспект на козметик, од аспект на значи повеќе како додаток или граничен производ, а помалку како лекарство. Тука треба да сме многу внимателни и фокусот на реплик е во сегментот на фармацијата, а ова е нешто дополнително. За канабисот зборувам. Се има разни варијанти на тоа или не знам, тој се користи против што? Против болки. Јас се обидувам да видам. Оние кои што се производите чисто CBD, тие се користат повеќе како производи за релаксација, за анксиозност, за имунитет. Секако имаме и козметичка линија, но оние каде што има и ТХЦ, тие се за посериозни болести. А козметичката линија што прави? Не сум го слушнал. Тие се многу атрактивни производи и тоа е производ каде што покрај сите состојки има и канабис. Канабисот се покажа како доста полезен во одредени сегменти, поготово и во козметиката, и е доста популарен, поготово кај дамите и кај женската популација. Не сум знаел. Што има шампони, лосиони, не знам има што. креми за лице, за раце, за тело. И само има некоја нишка на канабис, за канабисот и треба да даде некое својство на, не знам, подобрување, претпоставам така. Или ако имаш проблем да го... Така е, дали е сега за сува кожа, за масна кожа, за дневна употреба, ноќна употреба. Добро, оди, значи и тамо и на тој развој сте фокусирани. За крај знам дека и вие брзате, што толку многу сте растрчени. Речи си, колку време го договаравме ова интервју и некако постојано сте на пат, тоа сега како прав човек веројатно имате и тим околу вас. Добро прашање. Не сериозно. А кога и да се слушневме, значи или вие на пат или јас на пат, меѓутоа и кога ќе бевме овде, чекате Мичко само да погледнам во календарот и тоа е пренабиена агенда. Навистина агендата е предизвикувачка, но мора да сте посветен на процесите. Секако дека имам тим, без тимот и без колегите не би можело тоа да функционира. Но Реплек е активен на многу полиња и се трудиме да ги покриеме повеќето. Мислам дека и евидентно во изминативе 3 години компанијата навистина се разбуди, што се вика, еве, минатава година сме една од најтргуваните акции, од најпосекуваните акции, успеавме да влеземе и во MBA 10 индексот на берзата. Реплек покрај бизнис активностите има и корпоративни активности, како што беше воведување на една дивидендна политика, односи со јавноста, односи со акционери, со потрошувачи, со партнери, со добавувачи, кои што се исто така важни. Сакаме да изградиме и градиме една успешна приказна. Реплек не е само компанија што произведува лекови, Реплек е начин на живот и Реплек е предвесник на едно ново време. Значи, тоа е корпоративна култура и идентитет. Токму затоа ние и ланската година ја воведовме платформата Генерација Ре. Тоа се вработените на Реплек кои што навистина го не само што работат за Реплек, туку и го живеат Реплек.
секојдневно и тоа се вредности кои што ги носиме во себе и тоа е начин на живот. Се обидувате да воспоставите некој однос со вработените, некоја близина или сепак треба да се знае границата што кој до каде е? Како тоа да се спои тоа, да изгледа да се знае до каде е границата, а при тоа да изгледа дека тоа е семејство? Мислам дека тоа природно доаѓа. Реплек е сепак корпорација и остануваме ние професионални, меѓутоа тоа не значи дека вие не треба да имате коректен однос со колегите. И повторно ќе кажам, јас таму не сум нов, туку работам веќе 14 години, луѓето ми се добро познати, но мора да сте јасни во ставовите и се трудам да бидам колку што можам професионален и коректен со вработените. Пецовски, вака сте смирен постојано и на состаноци, на средби со... Мислам дека подобро е другите да кажат, но мислам дека... Дури на моменти се обидувам да видам како би изгледало тоа да подвихне, да никако не можам да е долу. Мислам дека е вака. Мислам дека е вака повеќето од време и битно е да се слушаме, она активно слушање и да се разбираме тоа што го говориме, не е битно дали ќе викаме, ќе урламе или ќе говориме на смирен начин, иако секогаш вака намирно кога ќе кажеш и кога ќе разбирате е подобро. И еден друг момент кој што ми оставите, молам, сабота и недела морам да се видам со семејството. Тоа е моментот кој што го надокнадуваш за 5 работни денови, ако не гоши сабота и недела. Морам да кажам дека не секогаш ми успева, да, меѓутоа имам 2 прекрасни дечиња и ако не успеам во текот на неделата да им се посветам, гледам да се случи тоа барем за викендот. Значи кога ќе се вратите вие, тие веројатно спијат или на саба или на вечер ќе ги гледате, говорам за работна недела, па затоа станува викендите или некои празници продолжили па да поминете повеќе време. Тие ми се извор на енергија и црпам инспирација од нив, бидејќи се прекрасни. Добро. Нешто ако заборавивме да кажеме, ако испуштивме да кажеме, ќе се видиме во следна прилика. Се надевам и посакувам, бидејќи ми беше навистина задоволство и ми беше многу пријатно, Мишко. Благодарам што бевте во Бизнис Муабети на Фактор МК. Благодарам и вам. Беше ова Душан Пецовски, генерален директор на Реплек, гостин во Бизнис Муабети на Фактор МК. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас, благодарности до нашите пријатели од Форманова, благодарности до вас што бевте со нас. Се гледаме повторно за 7 дена. Довидување.